Во јавноста, актуелна е предлог одлуката што ја донесе владата на Република Македонија да се пристапи кон иницијатива за измена на уставот на државата во повеќе области, што се образложува со потребата од уставно допрецизирање, подобрување на квалитетот, зголемување на независноста и целесходното функционирање на системот. Хелсиншкиот комитет во Македонија и други невладени издруженија излегоа со известни забелешки за предложените измени, пред се затоа што предлогот доаѓа во период кога во државата има политичка криза поради отсуството на опозицијата од парламентот. Исто така, одредени забелешки постојат и за одделни решенија во предлогот, а пред се за новата уставна дефиниција на бракот. Токму затоа Хелсиншки комитет во јавност излезе со став дека потребно е преиспитување и допрецизирање на измените во највисокиот закон. Барањата на Хелсиншки во овој осумаголник ги изнесува неговиот програмски директор Кочо Андоновски. Андоновски, актуелни се деновиве измените на уставот, уставните промени што се во процедура во Собранието на Република Македонија. Хелсиншкиот комитет на Македонија веројатно има своји видувања за овие измени и како вие гледате впрочем како организација на тоа што се предлага да се промени во уставот? Ние заедно со уште неколку невладени организации го мониторираме и се обидуваме да учествуваме во целиот процес и веќе изготвивме еден документ и отворено писмо кое го пративме до владата на Република Македонија, односно до предлагачот на амандманите за измени на Уставот на Република Македонија. Она што прво паѓа во очи и што е малку незамисливо е што се прават уставни измени на највисокиот акт во државата во услови на една од најголемите политички кризи кои нашата држава ги памети, односно надвор е опозицијата, односно 300.000 луѓе немаат своји представници во овие процеси. Исто така, ние не видовме некои јавни дебати кои ќе опфатат поширок круг на луѓе, односно ќе ги информираат граѓаните за какви уставни измени се работи, заради тоа што тие се измени на највисокиот акт, односно овие измени ќе го обликуваат нашето општество во следните децении, ние ќе треба да живееме со нив. Хелсиншкиот комитет вклучен е, запознат е со овие измени? Што ќе се случат или? Значи, ние сме запознати колку што е јавноста. Ги добивме амандманите како што ги доби јавноста, од медиуми, од барање на информации. Бевме досега повикани само на една јавна дебата, која организираше Министерството за правда како предлагач, меѓутоа ние не видовме други јавни дебати. Ние не бевме поканети барем, доколку такви биле спроведени и сметаме дека самиот процес се случува во една не баш пријатна атмосфера за вакви измени, односно можеме атмосферата да ја наречеме секако освен демократска. Она што јас да не сакам повеќе да зборувам е амандманот 33, кој се однесува на дефинирање на бракот и сите други вонбрачни заедници. Ваков како што е овој амандман кој го предлага владата ги крши повеќе права, го нарушува правото на семеен живот, принципот на еднаквост на сите граѓани, принципот на праведност, владење на правото, принципот на плуралност, граѓанинот како носител на суверенитетот, достоинството, индивидуалната автономија и секуларноста на државата. Заради тоа што во своето објаснување предлагачот вика дека ова се прави со цел да се заштити традиционалниот брак, кој во сите религии во Република Македонија бил помеѓу еден маж и една жена. Ова е апсолутно против духот на уставот во моментов кој го имаме во нашата држава, затоа што во нашата држава уставот и системот не се подпира на вредности како традиција и религија, односно се подпира на принципот на владење на право. Ние сме секуларна држава која воспоставила систем на владење на право, а не на традиција и таков вид на вредности. Меѓутоа, кога вака генерално ќе се анализира овој предлог, можеби се добива впечаток дека и ништо не е толку страшно. Вообичаено бракот кај нас е меѓу еден маж и една жена. Која е тука
стапицата би рекол на која што вие реагирате? Тука има на еден неетички начин се прави обид да се промени амандманот кој првично со двотретинско мнозинство беше изгласен како потреба од измена. Односно, кога собранието гласаше дека има потреба да се отвори уставот и да се измени и со овој амандман, гласаше за амандман во кој предлагачот кажа дека ќе го дефинира бракот. Меѓутоа, после отварањето на уставот, кога се дефинираше нацртот на амандманите, предлагачот предложи амандман кој е суштински различен од тој во кој само се дефинира бракот, односно воведе еден втор став во амандманот, каде што се дефинираат и сите други вонбрачни заедници, односно вика дефинирање на регистрирани вонбрачни заедници или било кој друг вид на животна заедница. За да може да произведе правно дејство, мора да биде помеѓу еден маж и една жена. Ова морам да го објаснам. Ние ќе бидеме преседан во Европа, односно ние ќе бидеме првата држава, единствена во Европа, која ги дефинира сите вонбрачни заедници во својот устав. Има неколку примери на држави кои го дефинирале бракот, меѓутоа не постои држава која ги дефинира вонбрачните заедници. Зошто? Заради тоа што тоа е директно кршење на Европската конвенција за човекови права во однос на членот 8, односно правото на приватност и семеен живот. Зошто реагирате конкретно вие за ова? Сметате дека се крие некаква, би рекол, замисла која што полесно ќе има реперкусии за одредени заедници кои што не се дефинирани на овој начин како што ќе стои во уставот? Тоа е уште еден проблем и за тоа и ние реагираме. Никој не знае што ќе се случува после тоа. Една пратеничка постави многу добро прашање од собраниската говорница и кажа: доколку сите односи во државата ги дефинираме како хетеросексуални, дали тоа значи дека сите други односи ќе бидат нелегални? Затоа што ако сите други односи се нелегални, државата има право да прогонува, односно да прогонува луѓе кои се во нелегални односи. Дали тоа значи дека ние во иднина ќе имаме прогон на луѓето кои не се во хетеросексуални односи? Меѓутоа, исто така, овде се заговара воведување на регистар за вонбрачните заедници, значи и за тие кои се хетеросексуални помеѓу еден маж и една жена. Тоа значи дека ќе се отвора законот за семејство. Никој предлагачот не објаснува што ќе се случи кога ќе се отвори законот за семејство. Дали само регистар ќе се воведе, дали ќе се добијат нови права или пак ќе сеускратат некои од кои што биле таму. Значи, јас имам и пријатели кои се во хетеросексуална вонбрачна заедница, кои се среќни во една таква заедница и не сакаат да го менуваат својот статус, и тие се исто така уплашени затоа што не знаат што и на нив ќе им се случува. Значи, не е веќе само ЛГБТ заедницата, многу поширок круг на луѓе се тангира со ова прашање, а начинот на кој тоа се прави буди сомнеш дека не се прави со чиста намера. Зошто на еден таков неетички начин, дури отпосле, би се воведувал втор став? Зошто од почеток не беше кажано дека ќе биде и вонбрачната заедница, па да видиме дали ќе имаше двотретинско мнозинство за тој амандман. Она што е многу важно ние да го знаеме, како граѓани, дека со ова ние кршиме Европската конвенција за човекови права и директно чекориме наназад, односно во спротивен правец од евроатлантските интеграции. Значи, ние уште повеќе се оддалечуваме од Европа. Има пракса на Судот за човекови права во Страсбур. Има неколку случаи како Шалкекоп против Австрија, Гудвин против Велика Британија, Валианатос против Грција, во кој многу чисто и конкретно одлуките на Европскиот суд за човекови права укажуваат, викаат дека државата е слободна да го дефинира бракот како институција. Но поимот семеен живот е многу поширок од поимот брак. А односот на кохабитирачки пар на лица од ист пол кои живеат во стабилно де факто партнерство потпаѓа под поимот семеен живот. Исто како што би бил случајот со парови од различен пол во истата ситуација. Значи, он вика, секој друго дефинирање на регистрирани вонбрачни заедници кои имаат права својствени на бракот, не смее да биде исклучувачки
и дискриминирачко за партнери од ист пол. Значи, она што во суштина Европскиот суд укажува во ред државата има слобода да го дефинира бракот само меѓу маж и жена. Таа институција исклучиво, но не и семејниот живот кој е многу поширок поим и опфаќа многу поголеми групи на граѓани и не само ЛГБТ. Исто така и го имаме мислењето на Европската комисија, на Венецијанската комисија од 14 и 15 јуни 2013 за четвртиот амандман на Уставот на Унгарија. Таму, повикувајќи се на токму праксата на Европскиот суд за човекови права, Венецијанската комисија го кажува истото. Вика, државата може да го дефинира бракот, но никако не смее да навлезе во контрола и регулација на семејниот живот. Односно, мора да овозможи на де-факто партнерства кои постојат, ако двајца луѓе се во некакво де-факто партнерство, државата мора да најде начин да ги регулира нивните односи, ако веќе не дозволува да бидат во брачна заедница. Тука се тие за момент личат на нијанси, меѓутоа се драстични разлики од она што првично беше кажано дека ќе се прави и она што во суштина скришно се прави. Може ли да има некакви правни последици потоа по граѓаните доколку не ги почитуваат одредбите што ќе бидат вметнати во уставот? Па секако, значи ако вие сте хетеросексуален пар во вонбрачна заедница, вие ќе мора да се регистрирате. Затоа што ќе се воведе регистар, така они викаат. Али ние не знаеме што све они ќе направат. Затоа што исто прво беше само бракот. Од тука и сомнежот. Прво беше само дефинирање на бракот, излегува во брачните заедници. После излегува било каков вид на животно партнерство. Значи се понатаму и понатаму во контролата државата ја пушта својата рака се подлабоко во приватниот и семејниот живот на луѓето. И ние не знаеме до каде тоа ќе стигне. Какви би биле последиците во однос на доближувањето на Македонија кон Европската Унија во овој поглед? Значи, ние апсолутно немаме доближување, немаме оддалечување од Европската Унија. Ние ќе бидеме држава прва во Европа која со устав ја крши Европската конвенција за човекови права, што е основен услов за ние да се асоцираме со ЕУ. Хелсиншкиот комитет веројатно ќе реагира ако досега веќе не реагирал во однос на овие измени што се прават. Направивте ли некакви чекори во тој поглед? Ние реагиравме заедно со други невладини организации, како што кажев, пративме и документ со аргументација и со препораки до предлагачот, до владата на Република Македонија. Ние секако дека ќе алармираме и пошироко во регионот и на европско и на светско ниво. И ова во моментов правиме напори нашите ставови, нашите аргументи да ги доближиме до граѓаните, да им објасниме што се случува, затоа што заради недостаток на јавна дебата граѓаните не ни знаат што им се случува во парламентот каде што они треба да бидат застапени. Веројатно меѓутоа рековте двотретинско мнозинство е потребно за да се усвојат измените. Имаше реагирање, напоменавте дека е дел од претениците, очекувате ли дека тоа ќе помине мазно кога ќе дојде гласањето за измените? Мазно секако дека нема да помине, меѓутоа имајќи предвид на кој начин во нашето собрание се продуцираат и се изгласуваат и закони, можно е и самиот устав да помине исто така со една машинерија која сето тоа без многу расправа ќе го помине. Се надеваме дека нема да биде така и се надеваме дека нашите аргументи ќе стигнат до разумот на оние кои ја водат оваа држава во моментов, заради тоа што тоа е навистина за нас непоимливо дека сега, после 20 и нешто години независност, ние се враќаме толку назад што директно со устав ќе ја кршиме Конвенцијата за човекови права, Европската конвенција за човекови права. Се добива впечаток дека се прави обид да целата оваа постапка за измените се зацкрие како бунтување на ЛГБТ заедницата во Македонија, која што реагира најмногу на овие уставни измени. Вие како нивен активист веројатно имате и ваше мислење за ова, меѓутоа веројатно еве од она што вие го објасните досега добив впечаток дека не се работи само за оваа заедница, туку ќе има реперкусии многу пошироко. Кои се ставовите на ЛГБТ?
Значи, секако дека нападот секогаш и пуштањето на димната бомба за да се заскрие е со ЛГБТ плашењето со бабароги, нели, кои ќе бара геј бракови и не знам посвојување на деца, што воопшто не е тема, значи ние се уште разговараме за право на живот околу ЛГБТ во Македонија. Она што е суштинско тука е никој не објаснува кој е тој традиционален брак кој се штити во нашата држава. Ако зборуваме за институцијата брак точно се знае од кога постои во нашата држава, од 45-та година. Првиот брак дури и го има самиот Ченто, првиот граѓански брак склопено. Ако се мисли на овој брак заштита, тој граѓански брак е веќе заштитен со законот за семејство и не гледам тука потреба да се интервенира во него. Дали се мисли кој е тој традиционален брак, дали на оној што во векови уназад бил во македонското општество, да кажам, во меѓумакедонскиот народ, дали тоа значи дека ние ќе вратиме дека со стројници ќе имаме бракови, дали тоа ќе значи дека младоженците ќе мораат безпрекорно да послушаат договорот на родителите, нели, за со кого треба да се омажат или оженат. Дали тоа значи дека невестата безпрекорно ќе треба да ја слуша свекрвата и не знам сте што ќе и се каже. Дали тоа значи дека ние ќе треба секој после свадбата наутро да се вади бел чаршав со крв на него. Кој е тој традиционален брак кој се брани? Дали значи враќање на овие обичаи? Ако значи враќање на овие обичаи, да направиме анкета дали народот сака да му се вратат овие обичаи, дали се подготвени повторно со чаршаф и со крв да излегуваат на балкон после свадба. Затоа што тие викаат, тие имале поддршка, 90% од луѓето сакале традиционален брак. Јас не верувам дека 90% од луѓето сакаат да излегуваат со чаршаф на балкон. Македонија е мултиетничка држава, мултикултурна. Веројатно кај некои од етничките заедници овие измени ќе имаат и посебни реперкусии. Очекувате ли да се реагира, барем ако не од верските заедници, тогаш традиционално оние кои што вие ги споменувате како обичаи да бидат пречка за да се запазат уставните измени? Видете, значи, мене ми е јасно дека верските заедници пробуваат на секој начин да влезат во системот на државата, меѓутоа Македонија е секуларна држава. Секој има право да верува, меѓутоа никој нема право да наметнува на друг. Уставот на Република Македонија е граѓански устав и треба таков да остане заради тоа што тоа е отварање на Пандорина кутија доколку ние почнеме да внесуваме традиции, религии, вери во нашиот устав. Ние сме навистина мултикултурно, мултиетничко и мултирелигиозно општество. Единствен концепт кој може да задржи една таква разновидност во едно цело, мене ми се чини дека е кога системот ќе биде владење на право и уставот ќе биде граѓански. Апсолутно религијата, верата и традицијата немаат место во уставот на нашата држава. Меѓутоа, високи владени представници или луѓе блиски до актуелната власт излегуваат со своји написи, колумни во медиумите, објаснувајќи ги на некој начин потребите да се направат овие уставни измени. Како гледате на ова практика? Овде очигледно се работи за една агенда која е екстремно христијанска конзервативна агенда, во која јас верувам дека повеќето христијани не би сакале да учествуваат. Тука се работи за агенда за напад врз правата на жените, например. Абортусот беше нападнат. Сакаше да се одземе правото на жената да одлучува за своето тело. Тука се разгорување на меѓуетничка омраза, разгорување на меѓурелигиска нетолеранција. И таа агенда е опасна и мислам дека никој во Македонија не посакува спроведување до крај на една таква агенда. Велите екстремни христијански постапки, сакате да кажете дека има и екстремен христијанизам, условно речено, како што има екстремен исламизам? Секако. Добива поддршка на ова тло во Македонија? Тоа не би знаел да го кажам, тоа треба
го кажат луѓе кои го истражуваат тоа и кои работат со тоа. Јас не сум се занимавал со тоа, меѓутоа агендата која полека јас можам да ја согледам како се имплементира во нашето општество, можам да препознам знаци кои укажуваат на тоа. Во ред, уште малце ќе се задржиме на уставните измени, меѓутоа не само на овој член што вие го напоменавте 33, туку и други измени во уставот се предлагаат, слободни финансиски зони. Сметате дека и тие се на некој начин во судир со прописите што се важечки во Европската Унија и онаму каде што ние стремиме да се приближиме? Мене ми е жал, јас не ќе можам да разговарам за тие, затоа што не сум доволно запознат. Ние како тим се имаме поделено во неколку области и со другите невладини организации кои работат на тој вид на прашања за финанси и така натаму, така да јас навистина не би разговарал за нешто за што немам компетентност и не можам да дадам вистинска информација. Што ќе направи Хелсиншкиот комитет доколку поминат измените, ќе реагирате и понатаму, ќе поднесете некакви жалби до европските судски инстанции? Ние секако дека ќе подготвиме стратегија и ќе имаме правни реакции, како меѓу другите реакции ќе имаме и правни реакции на вакви едни промени. Но за тоа би разговарале откако ќе поминат уставните измени, да видиме што ќе помине, заради тоа што мислам дека многу луѓе сваќаат полека што уствари се потурнува на мала врата и се надеваме дека нема да дојде до тоа да станеме преседан во Европа и да бидеме прва држава која ќе ги регулира и вонбрачните заедници и со устав ќе крши Европската конвенција за човекови права. И најнакрај едно прашање што можеби требаше во текот на разговорот, меѓутоа кои се придобивките од ваквите измени? Каде гледате дека нешто ќе направиме исчекор напред доколку се усвојат? Па јас не гледам никакви придобивки заради тоа што ако е за дефинирање на бракот, тој веќе е дефиниран во Законот за семејство. Така да нешто ново нема да се случи. Она што гледаме само губиток на слободата на луѓето заради тоа што веќе се воведува регистри за вонбрачни. Ова не е прогресија, ова е регресија. И јас само така можам да гледам на овие уставни измени. Рековте дека се прави на некој начин целата оваа постапка зацкриено надвор од јавноста. Правите ли некакви обити, барем колку толку да го представите она што сметате дека ќе се направи, односно што ќе се добие преку медиумите во државата? Секако дека ние се обидуваме да ги изложиме до јавноста, да ја допреме до јавноста со нашите ставови, со нашата аргументација и тоа ќе продолжиме и понатаму да го правиме. И во тај смисла сакам да се заблагодарам на Канал 8 кој ни овозможи да ги изложиме нашите ставови, нашата аргументација и она што размислуваме околу уставните измени кои се во тек. Какви се првичните резултати, односно ефекти од граѓаните, доколку сте во комуникација со нив, како реагираат? Ние одиме на локално ниво и навистина немам повратна информација, меѓутоа она што можам да го видам во првичните контакти е дека навистина на многу луѓе не им е јасно што се случува. Со многу луѓе со кои дојдовме во комуникација и во контакт, знаат, слушнале, недослушнале, полунаслушнале, се гледа отсуство на јавната дебата, се гледа отсуство на информација, се гледа дека предлагачот сето ова го прави во некаква магла. Какви се сознанијата доколку се донесат уставните измени? Лесно ли е потоа да се променат, да се врати состојбата назад како што беше до сега? Секоја промена на лошо е многу тешко после тоа да се врати назад. Ние знаеме и од нашиот обичен живот, вие знаете, во обичниот живот кога ние самите правиме грешки, меѓутоа кога ќе направиме една грешка за после да се вратиме на почетната позиција, колку време ни треба за најобични секојдневни работи. А камоли кога разговараме за систем, за држава и за општество каде што живеат многу различни луѓе. Благодарам за гостувањето во емисијата и секако ќе останеме да следиме што понатаму ќе се случува со уставните измени, што се предлагаат и какви ќе бидат активностите на Јас уште еднаш сакам да се заблагодарам за оваа можност, како и сите претходни можности, што можеме да имаме еве барем мал глас во сето ова
магливо време во кое тешко пробиваат различните гласови.